Пред малку заврши вонредната пресконференција овде во Сојузот на синдикатите на Македонија, каде првиот човек на ССМ гласно ги повика работниците веќе од 1 мај да се излезе на протести, на штрајкови поради тоа што работниците и натаму стануваат револтирани од страна на власта, односно од тоа што платите никако да се зголемат, иако живеачката изминатиот период на големо замине нагоре. Во овие вести во живо разговарам со претседателот на ССМ Дарко Димовски. Господине Димовски, добре дојдовте во вестите. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Заврши пред малку вонредната пресконференција, ги повикавте синдикатите да излезат на улица веќе од 1 мај. Кои се пораките и што се очекува веќе од следниот месец? Да, така е, ние ги повикавме сите работници, сите останати синдикати кои сметаат дека треба да излезат на улица и да го побараме она што е согласно порастот на минималната плата или како што вели Сојузот на синдикати на Македонија, линеарно зголемување на сите плати согласно порастот на минималната плата во износ од 2806 денара во нето. Зошто денеска се одлучи Советот при Сојузот на синдикати на Македонија како највисок орган во Сојузот? Од тоа поради што више немаме више одржливо решение и немаме одговор што понатаму. А знаете, денес излезе минималната синдикална потрошувачка кошничка, која кажува дека за овој месец ќе биде 36.768 денара или за 957 денара повише од јануарската потрошувачка синдикална кошничка, што јасно кажува дека во државата има инфлација, дека државата влага во рецесија и дека платите на работникот, посебно со таа минимална плата, више не може да обстои едно 4-члено семејство согласно показателите од минималната потрошувачка кошничка. Како ги оценувате изјавите од страна на власта со оглед на тоа што изминативе денови на големо слушаме дека ако се удостојат синдикатите, ако се зголемат платите, дополнително ќе се настанело инфлација во нашава земја? Видете, ние денеска се решиме на овој потек протест за 1 мај, а не синдикален марш, поради отсуство на диалогот помеѓу синдикатот и владата, зборам во случајот ССМ, баш во делот за линеарно покачување на останатите плати. Знаеме дека согласно Законот за минимална плата има рок од 6 месеци да се согласат или скалесто да се зголемат сите останати плати, но како што ние направивме остапка и не бараме скалесто зголемување на останатите плати согласно Законот и колективниот договор и велиме линеарно зголемување на платите од општиот работник до претседателот на државата, така и државата треба да направи една остапка и сите останати работодавачи како во приватниот така и во јавниот сектор да не излезат во пресред баш поради она што го збориме, синдикална минимална потрошувачка кошничка која ни укажува и покрај ограничувањето на основните производи да не може да се зголемат, покрај ограничувањето на маржите, покрај намалувањето на даноците на сите производи во државата, цените понатаму растат. Затоа не го прифаќам како изговор дека доколку се зголеми платата на работниците ќе има инфлација. Со 2800 денара ние само ќе бидеме одржливи на некој начин што се што ни се случува. Дека ние не ја зголемуваме за не знам колку платежната моќ на работникот, туку баш напротив превенираме, амортизираме за утре кога ќе престанат овие мерки. Зборам во делот на маржите, во делот на незголемувањето на цените на основните производи така натаму, да може работникот да го амортизира тој удар и да не биде така инфлаторен шок во неговиот джеб, тоест од приходите што ги добива по основна плата. Упативте апел, колку што ве разбрав до сите синдикати во земјава, да се обединат, да излезат на улица, секако во интерес на граѓаните, во интерес на работниците пред се. Сојуз на синдикати на Македонија овој пат многу директно се обрати до останатите синдикати и не упативме апел, туку побаравме од нив да излеземе сите заедно на улица и да ги оствариме овие барања, посебно во делот на платата. И да ги согласиме, бидејќи гледаме дека е една енергетска, економска, воена криза и мислиме дека фер решение во моментов е ова линеарно зголемување од 2806 денара, како што ги барат и останатите гранкови синдикати здружени во Сојуз на синдикати на Македонија. Така, што и ако натаму, од власта останат глуви на вашите барања, ве прашувам поради тоа што во текот на пресконференцијата кажавте ако трпи работникот, ќе трпи и целата држава, бидејќи државата сме ние граѓаните. Така, ние како Сојуз на синдикати на Македонија не исклучуваме можноста да стапиме и во генерален штрајк. Генерален штрајк значи прекин на процесот на работа за време, по работното време, баш кога треба да работиме и да придодесуваме кон тие организации, институции, предпријатија, фабрика и не намер да го зборам тоа, ако има штета работникот по остов на незголемување на платата во која го бараме во еден минимален износ
од 2806 денара, тогаш нека трпи државата и останатите компании, фабрики и така натаму. Бидејќи знаеме работникот е движечката сила на економијата и столбот на државата врз која се темели. Димовски, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето. Благодарам и на вас што секогаш не сте тука за нас, баш во овие тешки моменти кога работникот на вистина во една криза и треба да му се помогне.